Da se opredeli dadeniот limес. Имаме лимес од тангенс од x по ln од x, кога x тежи кон 0 од десно. Ако допуштиме x да тежи кон 0 од десно, тангенсот x ке тежи кон 0 додека ln од x, кога x тежи кон 0 од десно, тежи кон минус бесконечност. Имаме 0 по минус бесконечност, што не е еднакво на 0. Овој неопределен облик ќе го доведам до соодветен неопределен облик врз кој што ќе може да примениме L'Hopitalово правило. Овој лимес може да се запише како лимес од тангенс од x врз 1 врз ln од x, кога x тежи кон 0 од десно. Ајде да видиме оваа двојна дробка. Значи имаме тангенсот x врз 1 врз ln од x. Ова е тангенсот x врз 1 врз 1 врз ln од x. Ако го помножиме на двоечен со натрешен член, се добива тангенс x по ln од x. Ясно ви е зашто овој лимес може да се запише вака. Сега ако допуштам x да тежи кон 0 од десно, тангенсот x тежи кон 0, ln од x тежи кон минус бесконечност, па во именителот кај оваа дробка би имале 1 врз минус бесконечност, 1 врз минус бесконечност е 0, значи и ова функција ми тежи кон 0, ако x тежи кон 0 од десно. Имаме неопределен облик 0 врз 0, може да примениме L'Hopitalово правило. Значи, 0 по минус бесконечност или 0 по плюс бесконечност може да се доведе до 0 врз 0 или до бесконечност врз бесконечност. Па понатака се применува L'Hopitalово правило. Немој да сгрешите да запишете дека 0 по минус или 0 по плюс бесконечност е еднакво на 0. Ако употребиме тука L'Hopitalово правило, овој лимес е еднаков на лимес од изводот функцијата која што е во броителот, изводот тангенс од x, врз извод од функцијата која што е во именителот. Функцијата која што во именителот е 1 врз ln од x и треба нејзиниот извод. Го определуваме лимесот кога x тежи кон 0 од десно. Имаме лимес од изводот тангенс од x е 1 врз косинус на квадрат x. Во именителот имаме извод од сложена функција, односно извод од 1 врз ln од x, кој што е еднаков на минус 1 врз ln на квадрат од x по извод од ln од x, значи по извод од ln од x. Го применуваме верижното правило. Определуваме лимес кога x тежи кон 0 од десно. Тоа е еднакво на лимес од 1 врз косинус на квадрат x врз минус 1 врз ln на квадрат x. Извод од ln од x по променива x е 1 врз x. Па така, тука се добива по 1 врз x. x тежи кон 0 од десно. Сега, ќе ја средам двојната дробка, се добива лимес од, ги множам членовите, натрешен со натрешен, надворешен со надворешен, се извинувам, натрешен со натрешен, се добива x по ln на квадрат од x врз косинус на квадрат x, кога x тежи кон 0 од десно. Овој минус може да оди пред лимес. Овој лимес можем да го запишам како минус лимес од 1 врз косинус на квадрат x по лимес од x по ln на квадрат x, кога x тежи кон 0
одесно. Знаем сите, кога x тежи кон 0, одесно косинус x тежи кон 1, па така косинус на квадрат x ќе тежи исто така кон 1, тука имаме 1 врз 1, овој лимес е 1. Значи имаме само минус лимес од x ln на квадрат x, кога x тежи кон 0 одесно. Ако допуштиме x да тежи кон 0 одесно, ќе добиеме x во тој случај би тежело кон 0, значи ќе имаме 0 по ln од x кога x тежи кон 0 одесно тежи кон минус бесконечност, па таа ln на квадрат би тежело кон плюс бесконечност. Пак се добива истиот неопределен облик, односно добиваме 0 по плюс бесконечност, кој што продолжуваме понатаму. На истиот начин овој неопределен облик ќе го доведеме до плюс бесконечност врз плюс бесконечност или до 0 врз 0, па понатака ќе примениме L'Hopitalово правило. Овој лимес е еднаков на минусот го препишувам, лимес од ln на квадрат x врз 1 врз x. Определувам лимес кога x тежи кон 0 одесно, слично како и тука. Ова двојна дробка е на квадрат x по ln на квадрат од x. Пак што сакам да направам? Сакам да доведам лимесот до неопределен облик ваков или ваков, за да можам да употребам L'Hopitalово правило. 0 по плюс бесконечност не е 0. Немој да грешите. Ваквиот неопределен облик треба да го доведите до еден од овие два облици, па да примените L'Hopitalово правило. Кога x тежи кон 0, ln на квадрат од x го сме тежи кон плюс бесконечност. Исто така, кога x тежи кон 0 од десно, 1 врз x ќе тежи кон плюс бесконечност. Функцијата која што примени телото ќе тежи кон плюс бесконечност. Имаме неопределен облик плюс бесконечност врз плюс бесконечност. Може да примениме L'Hopitalово правило. Така, овој лимес е еднаков на лимес од извод од функцијата која што е во бројителот, извод од ln на квадрат од x врз извод од функцијата која што е во именителот, извод од 1 врз x. Предолуваме лимес кога x тежи кон 0 од. Продолжуваме понатака, во наредниот чекор ќе ги определам изводите од функциите кои што се во бројителот и именителот. Имаме минусот, да не го заборавиме тука и тука. Имаме минус лимес од. Имаме извод од ln на квадрат од x која функција не е сложена функција, па така применуваме верижно правило и изводот е еднаков на 2 по ln од x по извод од ln од x кој што е 1 врз x. Нема да во детали да објаснуваме верижното правило, бидејќи тоа го направите на минатите видеа врз извод од функцијата која што е во именителот или извод од 1 врз x кој што е еднакво на минус 1 врз x на квадрат. Имаме x тежи кон 0 одесно. X на квадрат со x се кратат, па така, овој лимес е еднаков на... И овој минус може да оди пред лимесот, па така минус по минус ќе се скратат. Имаме само лимес од 2 ln од x врз 1 врз x кога x тежи кон 0 одесно, или ова е еднакво на 2 е константа може. Пред лимесот, ајде овој ќе поточам направам 2 по лимес од, тука решаваме двојна дробка, имаме x по ln од x кога x тежи кон 0 одесно. Кога x тежи кон 0 одесно, имаме x тежи значи кон 0, значи имаме 0 по ln од x во тој случај ќе тежи кон минус бесконечност, па така и во овој чекор добиваме неопределеност од типот 0 по минус бесконечност, која што ќе доведам до еден од овие два облици како што направив претходно кај овој лимес 2 пати. Значи по трети пат овој неопределен облик ќе доведам или до овој, за да можам да применам L'Hopitalово правило. Овој лимес е еднаков на 2 по лимес од
ln од x врз 1 врз x, кога x тежи кон 0 од десно. Кога x тежи кон 0 од десно, ln од x видовме тежи кон минус бесконечност, додека 1 врз x тежи кон плюс бесконечност. Имаме неопределен облик, бесконечност врз бесконечност, и во овај чекор може да употребиме Лопиталово правило. Двојката ќе ја препишам, за определување на овај лимес ќе потребам Лопиталово правило. Овај лимес е еднаков на лимес од изводот ln од x врз извод од 1 врз x. Определуваме лимес кога x тежи кон 0 од десно. Имаме 2 по лимес, извод од ln од x е 1 врз x, додека извод од 1 врз x е минус 1 врз x на квадрат. Определуваме лимес кога x тежи кон 0 од десно. X на квадрат со x сега тука останува 1, имаме 1 минус кој што можам да го извадам пред лимесот, значи ќе добијам минус 2 по лимес од ја средувам на оваа дробка, имам 1 по x, што е x по 1 врз, се извинувам, 1 по 1, што е 1. Предлагам лимес кога x тежи кон 0 одесно, имаме минус 2. Овај лимес кога x тежи кон 0 одесно тежи кон 0, значи се добива минус 2 по 0, што е еднакво на 0. Во оваа задача, по 3 пати употребено Лопиталово правило, видихме дека дадениот лимес е еднаков на 0. Забележувате дека 0 по минус бесконечност не е еднакво на 0 и 0 по плюс бесконечност не е еднакво на 0. Таквиот неопределен облик се доведува или до 0 врз 0 или до плюс бесконечност врз плюс бесконечност, па потоа со употреба на Лопиталово правило се пресметуваат лимесите.